Почитувани, едно од најпознатите активности на владата на СДС и коалицијата во Куманово, позната како китење со туѓи перија, покрај останатите делови од Македонија, почна да се реализира и во Куманово. Пред неколку дена, во поранешната зграда на Пионерскиот дом, 29 ноември во Куманово, министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, министерката за труд и социјална политика Мила Царовска, пратеникот Максим Димитриевски, пратеникот Реджели Исмаили, како и градоначалникот Зоран Дамјановски, без нималку срам се слика и ја промовира реконструкцијата и преадаптацијата на поранешниот Пионерски дом во Нова Градинка. Проект кој чини не повеќе од 2,5 милиони денари пари, кој општината според буџетот со кој располага можеше во секој момент сама да ја реализира изградбата без правење фешти со пола влада пред граѓаните на Куманово. Дамјановски во неговата програма, како дел од коалицијата Сојуз за иднината сега, за локални избори 2013, вети изградба на 3 детски нови градинки, но за жал, до денеска не е направена ниту една. Ветувањето е дадено на страна 9 од програмата во делот означен капитални инвестиции. Тој проект е ветување на претходната влада на ВМРО-ДПМН, за кој беше почната реализација со донесување на одлука на влада, објавена во Службен весник на 21. октомври 2015 година, да се пренесе имотот од Министерството за образование на Министерството за труд и социјална политика за трајно користење на недвижни ствари, односно да се направи проект за преадаптација на дел од објектот во детска градинка. Со доаѓање на техничката влада, начело со министерката Фросина Ременски, целата постапка е стопирана. Во тек на 2016 година, при посета на председателот на ВМРО-ДПМН господинот Никола Груевски на Куманово, повторно ова ветување е дадено од негова страна и е донесен заклучок да се забрза тендерската постапка во неговата реализација. Цела македонска јавност е запознаена со текот на настаните во 2016 година, бидејќи 2 пати беа прогласувани предвремени парламентарни избори, период во кој не се реализираат тендери, затоа овој проект од страна на ВМРО-ДПМН не можеше да биде реализиран во целост. Локалната власт, начело со Зоран Дамјановски и тогашен председател на Совет Максим Димитриевски и тогашен генерален секретар Оливер Спасовски, ветувањето дека во најмладите населби во Куманово ќе изградат 3 градинки не го остварија, бидејќи локациите на тие простори кои беа во владение на општина Куманово, општината ги продаде на урбаната мафија за градење на згради, населба Панче Пешев, населба Зелен Рид, населба Перо Чичо. Со овој чин на манипулација на јавноста, во недостаток на своји идеи и проекти, со дел од започнатите проекти на ВМРО-ДПМН и коалицијата за подобра Македонија, се замајува јавноста дека се нивна реализација, а во исто време, на друга страна, капиталните проекти како Тирс зона во Куманово со ребаланс на буџетот за 2017 година се прекинуваат и се прави класична блокада. Почитувани граѓани, ова е само мало дообјаснување за работите во Куманово, за кои вие најдобро знаете, бидејќи во изминатиот период во континуитет на власт во Куманово е СДС. Каква загриженост према граѓаните демонстрира СДС и каква реализација имаат на нивните проекти во овие 27 години, најобјективно го знаат граѓаните на Куманово. Знаејќи го се во ова, граѓаните на Куманово, доколку го сакаат својот град, имаат шанса во престојните локални избори да пресудат на СДС за ваквото манипулативно владење. Благодарам.